Истокот го прослави Богојавление, денот на кој според преданието од христијанската религија, Свети Јован Крстител го покрстил Исус Христос во реката Јордан. Бог се јави, нека е честит и вечен празникот. Господ Бог кој што се крсти на реката Јордан, се крсти заради нас и нашето спасение, дојде во светот да не спаси, нека биде секој пат со нас, нека не благословува и осветува, нека не прочистува со неговата милост и човеколюбие, нека испрати мир и благослов од небото. Во источниот регион над 150 момчиња скокаа по честниот крст. Од нив 50 беа во Штип, а среќа да го фатат крстот имаа Драган Џонов во Новосело и Дарко Денков во Штип. Родите небо гласи, детелство ваше тебе, возлюбена го тя, сина е во Јордане. Прв пат го фаќам крстот, после неколку години пауза, сега реши да се фрлам и среќата така Господ сакал да крстот дојде во моите раце. Прв пат го фаќам крстот, четврти пат се фрлам. Многу ми е ладно, да посакам на сите здравје, среќа, берикет, успешна година. Да бидеме сите живи и здрави, среќа, нека е празникот Богојавление Водици. Двајцата од штипскиот градоначелник добија скромни подароци и честитки. Ние треба и да ја продолжуваме оваа традиција на фрлање на крстот овде и во Штипско Новосело, но и во центарот на градот, во населбата 8 ноември, така што еве уште еднаш ја користам оваа прилика да го честитам овој голем празник и на сите кои што се фрлеа, но и на сите наши христијани православни. Со тоа сакам да им посакам многу здравје, среќа, љубов и успеси во текот на оваа 2019 година. Дел од прославата на Богојавление во Штипско Новосело беше и генералниот секретар на ВМРО Игор Јанушев. Сакал на сите верници од православна вероисповест да им го честитам големиот празник Водици, да посакам многу пред се здравје, успех, благосостојба за граѓаните на Република Македонија. Со слични церемонии празникот беше прославен и во останатите општини од регионот. Во Кочани прв до честниот крст стигна 22 годишниот Ристе Ристов. 7 година поред се фрлам, прв пат го фатувам крстот и сум пресреќен. Огромна желба ми беше да го фана. Честит празник, многу здравје и многу среќа на сите граѓани на општина Кочани. Честитки за Ристе, среќниот факеш на крстот од оваа година. Честитки за сите херои кои се нафатија оваа година да скокат. Посакувам добро здравје и многу среќа на сите. Во Делчево најсреќен беше Васко Панчовски, во Пехчево Бобан Велковски, а во Македонска Каменица Климе Илиев. Младиот студент Ангел беше најсреќен во Виница. Ангел Ангелов од Виница, студент на економски факултет, втора година, прв пат се фрлам по крстот и прв пат го фаќам. Здравје, среќа, верба, љубов и се најдобро. На сите верници да им посакам поуспешна година, година со повеќе среќа, со повеќе успех во сите сфери. Да му честитам на Ангел за фаќањето на крстот и оваа година општина Виница доделува лаптоп за среќниот фаќач на крстот, меѓутоа доделува и таблети во останати населени места во општина Виница. На денешен ден при крштевањето на Исус во Јордан пред верниците се појавило Светото Тројство во целата своја полнота, и тоа Синот Исус, Светиот Дух во вид на гулаб и Таткото со глас. Бог при крштавањето на нашиот Спасител Господ Исус Христос ги кажа зборовите: "Ово е мојот возлюбен син, него послушајте го." Значи го имаме Евангелието, имаме зборовите на Бога, да ги слушаме, да ги поддржаваме сите настани според Евангелието. За верниците, Богојавление е во редот на најважните празници во христијанството. За многу години нека не е деца.
Ани, живи, здрави, убави. Убаво е. Божја сила е во. Живи, здрави. Здраве, среќа, живот и слога и сите да живееме братски, не да се караме или да се мразиме еден со друг. И да биде за Нова година среќен празник. Инаку во регионот за Војордан и Свети Јован Крстител гости дома чекаат околу 6200 граѓани кои слават именден. Од нив 1700 во основата на своето име го носат Јордан, додека 4500 се крстени по крстителот на Исус Јован.